За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење италијанска салата, како главно јадење пиле на марокански начин, за десерт фаворит торта. Гурмани, на 1 април излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Излегува на 1 април. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Од таму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. За вашето утрешно мени ви предлагаме да направите италијанска салата. На даската за сечење на ситни коцки го сечеме морковот. Исечканиот морков го ставаме во еден поголем длабок сад. Потоа на ситни коцки го сечкаме компирот и го собираме во истиот сад. Во садот ги додаваме грашокот и боранијата. И шунката ја сечеме на ситни коцки, па и неа ја додаваме во истиот сад. Истата постапка е и за доматот. И ситно исецканиот магдонос го додаваме во садот. Потоа во садот ја додаваме туната и посолуваме. Зачинуваме и со мелен црн пипер. На коцки ги сечеме варените јајца и ги додаваме во садот. А потоа го додаваме мајонезот. Промешуваме за да се соедини мајонезот со состојките од салатата. Земаме една длабока чинија. На дното ставаме неколку листови зелена салата. Над листовите зелена салата ја ставаме готовата италијанска салата. Украсуваме со четвртинки варени јајца, неколку цели маслинки и гранчиња француски магдонос. Во еден сад малку мајонез го разредуваме со малку бело вино. Со овој прелив ја преливаме готовата италијанска салата. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.
Морковот кроми до шунката, компирите, томатот и едно варено јајце и сечкајте на ситни коцки. Ставете ги во длабок сад. Додадете ги грашокот, боранијата, туната и мајонезот. Макдонасот ситно исечкајте го. Додадете го во садот и промешајте ја салатата. Сервирајте ја, украсете и нанесете го подготвениот прелив. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите пиле на марокански начин. Рецептот го започнуваме со тоа што на даската за сечење пилето го посолуваме и го наросуваме со мелен црн пипер и од внатрешната и од надворешната страна. Потоа пилето го ставаме во огноотпорен сад. Го полеваме со вода и додаваме масло за јадење. Огноотпорниот сад го ставаме во рерна. Печеме 1 час на температура од 250 степени. На даската за сечење ситно ги сечкаме бадемите. Чешното лук го гмечиме со нож и ситно го сечкаме. Исечканиот лук го додаваме во садот со бадемите. Потоа го додаваме карито. Го додаваме и медот. Додаваме и 2-3 лажици врела вода. Потоа промешуваме. Во тенџере налеваме вода и го ставаме на оган. Посолуваме. Потоа ги додаваме сувото грозје и циментот. Во тенџерето го додаваме и оризот. На даската за сечење морковите ги сечкаме на кругови. Во тавата за пржење на оган ставаме од маслото да се загрее. На загреаното масло ги ставаме морковите да се пржат. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме половина лажица шеќер. Во тавата наливаме околу 300 мл вода. Вариме додека морковите не омекнат. По 50 на минути печење го вадиме огноотпорниот сад од рерна. Пилето го премачкуваме со смесата од мед и бадеми. Потоа повторно го враќаме огноотпорниот сад во рерна. Кога оризот ке се свари, го тргаме тенџерето од оган и го ставаме на работната маса. Во тенџерето ги додаваме морковите од тавата. Промешуваме. На чинија за сервирање го ставаме оризот. Врз оризот го ставаме пилето подготвено на марокански начин. Чинијата ја украсуваме со кришки лимон. Додаваме и гранчиња француски макдонос. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленика во жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Зачинете го пилето, ставете го во огноотпорен сад, додадете вода и масло. Печете 50 минути. Премачкајте со смеса од мед, сечкани бадеми и лук, кари и 2 до 3 лажици вода. Допечете. Морковите испржете ги на масло. Зачинете ги и издистајте ги со вода и шеќер. Оризот сварете го во вода со суво грозје и цимет. Измешајте го со морковите, сервирајте го со пилето и украсете. Добар апетит!
Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите фаворит торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер. Потоа ги додаваме брашното, прашокот за печиво и мелените ореви. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го ставаме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 190 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџерен оган го налеваме млекото. Кршиме 3 јајца, ги делиме жолчките од белките. Во завриеното млеко го додаваме гризот. Мешаме со жица за матење. Откако гризот ќе се свари, во тенџерето ги додаваме жолчките. Мешаме со жицата. Откако смесата ќе се соедини, го тргаме тенџерето од оган. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење ги ставаме путерот и шеќерот во прав. Преостанатото јајце го кршиме. Белката ја додаваме во садот со претходните 3 белки. Жолчката ја додаваме во садот за матење. Половина лимон цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот за матење. Матиме со миксер додека путерот стане пенест. Потоа во садот го додаваме изладениот крем од тенџерето. Матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата. Го сечеме на половина по широчина. На послужавник ја ставаме првата лента пандишпан и отстрануваме хартијата. Врз пандишпанот нанесуваме од сладкото од вишни. Потоа пандишпанот го премачкуваме со фил. Врз филот ги редиме целувките. Врз нив нанесуваме фил. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Ја отстрануваме хартијата. Врз пандишпанот нанесуваме од шербетот од сладкото. Во тенџерен оган ставаме 12 лажици шеќер и 70 мл вода. Потоа во длабок сад со миксер ги матиме белките. Додаваме 4 лажици шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, во тенок млаз во изматените белки го додаваме врелиот шербет. Откако шлагот ќе добие потребната цврстина, го исклучуваме миксерот. Со свилениот шлаг ја премачкуваме целата торта. Преостанатиот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со шлаг ја украсуваме горната површина и страничните делови на тортата. Декорираме со зелени шеќерни листови и црвени и црни шеќерни украси. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на обошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Јајцата изматете ги со шеќерот, додадете ги останатите состојки и испечете пандишпан. Од млекото, гризот и 3 жолчки сварете крем. Изладете го. Соединете го со путерот изматен со шеќер во прав. 1 жолчка и лимонов сок. Пандишпанот исечете го на половина. На првата лента нанесете ги вишните од сладко. Премачкајте со фил. Наредете ги целувките. Филувајте. Ставете ја втората лента пандишпан. Нанесете го шербетот од сладкото. Премачкајте ја тортата со изматени белки и декорирајте. Добар апетит!
Začin K+, proizveden od organski suv zelenčuk, mirisni začini so najdobar kvalitet. Nadoполнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин K+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, на 1 април излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Излегува на 1 април. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење пита мрзливка, како главно јадење кременадли на посебен начин. За десерт свекрвени коцки.